Драги наши слушателки, еве не во уште една епизода на програмата Жени со надеж. Добре дојдовте. Добре дојдовте во уште една епизода со интересна тема и нови сознанија. Се надеваме дека овие наши женски разговори ви се интересни, но и корисни и дека ќе останете со нас и во наредните епизоди. Денес повторно ќе се занимаваме со темата намерно прекинување на бременоста, односно абортус. Предходниот пат зборувавме за дефинициите и разликата помеѓу спонтаниот и намерниот абортус, а денес ќе се позанимаваме со последиците од абортусот, пред се со оние психолошките. Бидејќи повторно ни е потребна стручна помош, со нас тука и Моника. Таа ќе ни го представи оној психолошки аспект, а ние потоа ќе се занимаваме со духовниот. На овој начин ќе ја разгледаме темата за абортусот од повеќе аспекти, надополнувајќи ги нашите досегашни знаења со нови факти и сознанија. Да, и морам да напоменам дека нашата намера не е да убедуваме некого во нешто, но се трудиме да ги прикажеме сите релевантни факти кои се поврзани со одредена тема, а на вас е да донесете свој суд и уверување кое ќе биде ваше. Драги слушателки, денес зборуваме на тема абортус како намерно прекинување на бременоста и поконкретно за последиците од абортусот, пред се за оние психолошките. Здраво, Моника, ти благодарам што си повторно денес со нас. Ви благодарам, девојки. Предходниот пат делумно ја разработивме темата за спонтаните и намерните прекини на бременоста, но не стигнавме да зборуваме за последиците, што го сметам за исклучително значајна тема. Затоа денес ќе се обидеме да офатиме што повеќе содржини, да споделиме со нашите слушателки што повеќе корисни информации. Ајде тогаш да тргнеме токму со прашањето. Кои се психолошките последици од абортусот? За оние физичките нешто веќе споменавме, но овие не стигнавме ни да ги допреме. Постабортивен синдром или синдром по абортус е збир на негативни психолошки ефекти и вид на посттрауматско стресно раствојство кои се јавуваат по намерниот прекин на бременоста, односно абортус. Тој ги опфаќа сите негативни емоционални реакции кои му се припишуваат на абортусот, како што се изложување или учество во искуство на абортус, кое се доживува како травматично и намерно уништување на нероденото дете, неконтролирано негативно повторно доживување на абортусот, неуспешни обиди да се избегнат или негираат болните сеќавања на абортусот, што доведува до намалено реагирање, доживување на поврзани симптоми кои не биле присутни пред абортусот, вклучувајќи го и чувството на вина за преживување. Повеќе од половина од жените кои доброволно поминале низ постапката на намерен прекин на бременоста, развиваат постабортивен синдром. Неговите симптоми можеби нема да се појават веднаш, туку со години по прекинот на бременоста. Негови манифестации вклучуваат депресија и чувство на вина, промени на личноста, копнеш и лутина кон себе, партнерот, роднините, докторот, околностите и така натаму, кои ја принудиле жената да ја прекине бременоста. Жената, која е подложна на абортус, станува премногу нетолерантна кон луѓето, агресивна, не може да гледа трудници и деца без да пушти солзи или не го поднесува нивното присуство. Во повеќето случаи, абортусот е причина за прекин на бракот или односот помеѓу партнерите, не само што во сексуалните односи се развива нерамнотежа, туку и недоверба и агресија, посебно кон партнерот, а често и кон мажите воопшто. Моника, дали тоа може да биде поврзано и со некои ментални растројства и проблеми кај оваа група жени? Реализирани се многубројни истражувања во целиот свет на тема последици од абортусот. Нив ги спроведуваат и поборници на абортусот и оние кои се против него, освен во случаите кога е медицински индициран. Сепак во двата случаи истражувањата покажаа дека жените кои имале искуство со абортус се многу посклони кон ментални растројства и болести, а ако имале некои предиспозиции од порано, опасноста од заболувањето е повеќекратно зголемена.
Истражувањата покажаа дека жените кои имале абортус, ризикот од заболување од болести како што се депресијата, анксиозноста, наркоманијата и алкохолизмот е зголемен дури до 80%. За повеќе од 50% е зголемен ризикот за алкохолизам, а за 35% е зголемен ризикот од самоубиство. Кога ги споменуваме овие расстройства, секако треба да се каже нешто и за лекувањето, односно третирањето на истите. Во некои случаи, овие проблеми со текот на времето се намалуваат или се повлекуваат, но најчесто е неопходна помош од психолог и психотерапевт, а неретко и од психијатар. Групите за поддршка, помошта од семејството, пријателите или црквата се од исклучително значење кога зборуваме за решавање на проблеми од овој тип. Кога го споменуваме семејството на жената која имала искуство со абортус, било тоа да е примарното семејство, сопругот или децата, или поширокото семејство, секако последиците се нешто што го трпат сите заедно, но најмногу таа. Затоа би требало да се води сметка за донесувањето на вакви одлуки и да се размислува пред се за луѓето, а не за трендовите кои се наметнати како избор на мнозинството. Моника, како можеме да ги препознаеме некои од симптомите на последиците од абортусот? Иако тагувањето и другите емотивни реакции се очекувани по абортусот, постојат и оние на кои им е потребно да се реагира, тоа е континуирана нервоза и испади на бес, длабоко и блокирачко чувство на вина, самообвинување поради загубата, депресија која оневозможува нормално секојдневно функционирање, самоубиствени мисли и правење планови како да се спроведа самоубиство, неможност на личноста да се сконцентрира, спомени кои често се наметнуваат и живот кој се организира околу спомените или мислите како можело да биде. Дезориентираност, зашеметеност, самоповредување, исто така користење алкохол или наркотици, значајни нарушување на сонот, несоница, радикални промени во животниот стил и така натаму. Во случај да ги забележите овие или некои други знаци кај себе или кај ваша блиска личност, закажете посета кај експерт за ментално здравје. Освен намерниот прекин на бременоста, кои други видови загуби за време на бременоста може да остават длабоки траги врз менталното здравје на жената? Кога зборуваме за репродуктивна загуба, најчесто првата асоциација е намерниот или спонтаниот прекин на бременоста. Сепак важно е да разбереме дека процесот на тагување и чувството на загуба се појавуваат и во многу други ситуации, како што се неуспешен циклус за вонтелесно оплодување, хемиска бременост, тоа е рана загуба која се случува во првите 5 недели од бременоста, вонматерична бременост, моларна бременост, кога плодот и постилката не се развиваат како што треба, селективна редукција во случај на повеќе плодна бременост, неуспешно посвојување на деца. И во овие случаи можни се силни емотивни реакции, бидејќи се случила загуба. Особено ако бременоста била планирана, посакувана или се случила по повеќе неуспешни обиди. Секако најинтензивни и најдалекосежни последици има намерниот прекин на бременоста, бидејќи подразбира избор и намера пред се на жената која ја носи конечната одлука. Колку е поголема одговорноста, толку се поинтензивни последиците. Моника, морам да напоменам дека ова е подкаст наменет пред се за жените, но сепак не ги исклучуваме целосно и мажите. Во која мера се тие вклучени во процесот на донесување одлуки и поднесување на последиците? Така е, Сандра. Кога е во прашање на мерниот прекин на бременоста, постои значајна улога на мажот во донесувањето на одлуката. Дали ќе дојде до абортус или не? Некогаш недостигот на поддршката од партнерот е главниот поттикнувач за да се дојде до абортус. Неретко се случува и раскинување на врската помеѓу мажот и жената токму поради одлуката околу абортусот. Меѓутоа, кога ќе дојде до спонтан абортус или некоја од другите претходно наведени причини за загуба на дете кое е планирано и посакувано, културолошки гледано постои некоја потреба од мажот во таквата ситуација да биде поддршка на партнерката и да не ги покажува своите емоции. Но реалноста е поинаква. И мажите тагуваат на поинаков начин, но загубата на бременоста и за нив представува шок.
и потребно им е време за адаптација. Разликите кои постојат во искажувањето на тагата се тоа дека мажите помалку плачат, помалку ги погодуваат кога ќе видат трудница, имаат потреба помалку да зборуваат за загубата, не се сигурни што е прифатливо, какво е однесувањето по загубата, некогаш ги занемаруваат своите чувства за да и бидат подршка на партнерката. Тагата и загубата се емоции низ кои се поминува и како пар, а не само индивидуално. За загубата полесно да се поднесе и прифати, добро е да се има на ум дека не постои идентичен начин на тагување кај двајата партнери, бидејќи целта е односот да остане стабилен. Добро е партнерите во овие моменти да комуницираат за тоа што ги мачи, да се договарат за понатамошните планови, начинот на кој ќе ги соопштат вестите на околината, начинот на кој ќе им ги соопштат вестите на останатите деца, ако ги има. Така ќе продолжат да ја зацврстуваат својата врска и ќе продолжат да ја градат на здрави основи. Останокот на партнерскиот однос по загубата на дете често е загрозен и добро е да се знае кои се опасностите за да можат тие да се предупредат. Драга Моника, ти благодарам за трудот и исцрпните објаснувања. Се надевам дека со ова им помогнавме на нашите слушателки и дека со информациите што ги слушнавме, ако некоја од нас се најде среде ваква ситуација, ќе биде добра поддршка за жената која поминува низ вакво искуство. А сега ќе продолжиме со истражување на темата од аспект на Светото писмо. Драги слушателки, денес зборуваме за абортусот и неговите последици. Првиот дел беше посветен на психолошките последици од намерниот прекин на бременоста, а сега ќе се позанимаваме со темата од аспект на Светото писмо. Шестата Божја заповед која ја наоѓаме во Светото писмо е не убивај. Бог не ни дава право да одлучуваме за животот и смртта на некоја друга личност. Само Бог, изворот на животот, го има тоа право. Во чинот на намерно прекинување на бременоста, односно абортус, првиот дел од проблемот лежи во себичноста на луѓето кои не сакаат да преземат одговорност за последиците од своите постапки. Например, во умбрачни сексуални односи од кои произлегува голем број на така наречена несакана бременост. Вториот дел од проблемот е дека луѓето се телесни, односно површни, даваат важност само на надворешното, видливото. Како тоа се однесува на прашањето за абортусот? Детето во утробата е скриено и затоа површниот, телесен и себичен човек го негира или го намалува неговото постоење. Бидејќи е мало, неразвиено или му се припишуваат атрибути на неживо битие, за лицата со горе наведените ставови станува сосема исправно донесувањето одлука детето да се убие. Сличен проблем на овој е кога, например, ултразвукот покажува дека детето ќе се роди со некоја мана, болест, неправилност. Се чини логично да не му се дозволи на детето со одредена диагноза да дојде на свет. Но во пракса гледаме родители кои имаат болни деца, а и те како се борат за животот и здравието на своето дете. Ако некој им понуди да го убијат или лишат од живот, да му ги скратат маките на веќе живото дете, тие би биле против и би го сметале тоа за потполно нехумано. Само затоа што детето е скриено во утробата, не значи дека не постои. Следно оправдување наоѓаме кога детето е зачнато во чин на силување. Детето не е виновно за делото на таткото. Човекот нема право да одземе живот. Шестата Божја заповед гласи: не убивај. Тоа се однесува и на овој случај. Да, Нена. Во контекст на се што наведовме досега, се поставува прашањето што може да биде превенција за абортусот. Според некои статистички податоци, во последните 20 на години, токму абортусот е делумно заслужен за нискиот наталитет кај населението. Исто така, малку се зборува за причините и одговорност. Двата партнери се подеднакво одговорни за абортусот, како што се подеднакво одговорни во процесот на зачнување, секако ако не дошло до силување. Значи, модерните трендови се се поприфатливи и во доменот на етичките кодекси на однесување. Долната граница за стапување во сексуални односи е се пониска, а одговорот на општеството на тоа е малолетничките да се ослободат од потребата старателот да потпише согласност за прекин на бременост,
па тоа да можат и самостојно да го направат. Според статистичките податоци, речиси 1/3 од жените никогаш повеќе не можат да забременат по абортус, а оние другите кои рано имали искуство со одлучување за еден абортус, подосна таа одлука ќе ја повторуваат повеќе пати. Она што е вистинито и исправно, не е склоно кон промени во согласно со општествените тенденции. Затоа, ајде нена да се подсетиме на некои значајни стихови од Светото писмо, кои можат лесно да се поврзат токму со оваа тема. Така, еве ќе прочитам неколку. Галатјаните 1:15-16. Кога Бог, кој ме избра уште од мајчината утроба и ме повика преку својата благодат, благоволи во мене да го открие својот син, за да благовестувам за него меѓу незнабожците. Псалм 139:13-14. Зашто ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Исаија 49:1. Слушајте ме, острови, и внимавајте, народи далечни. Господ ме повика уште од утробата, од мајчината ми утроба го спомна името мое. Еремија 1:5. Пред да те обликувам во утробата, јас те познавав, и пред да излезеш од утробата, те посветив, те поставив за пророк на народите. Исаија 49:15. Може ли жена да го заборави породот свој, а да не се смилува на чедото од утробата своја? А и кога би го заборавила, јас тебе нема да те заборавам. Со овие стихови ја завршуваме денешната епизода и темата за абортусот. Веруваме дека беше корисно да се подсетиме на нешто што веќе го знаевме и да научиме нешто ново. Најважно од се е да останеме будни и да се подпираме исклучиво на вистините запишани во Светото писмо, за да не дозволиме да не поколева ништо што не е во согласно со Божиот збор. Ве поздравуваме до следната средба. Не заборавајте дека сте вредни, скапоцени и сакани во Божите очи. А до нашата следна епизода, ако сакате да споделите некое свое искуство или животна приказна, тука сме за вас. Пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com или на Инстаграм и Фейсбук под името Жени со надеж. Останете со нас и Бог нека ве благослови.